Меѓутоа, давањето на тие помошни средства кои што помагаат во подобрување на имунитетот, односно подигање на имунитетот, многу пак зависи од тоа каква е состојбата со имунитетот, какви инфекции имало детето. Има така наречени лекови, слични се како на вакцини, кои што помагаат кај бактериски инфекции. Има други кои што помагаат кај вирусни инфекции. Има трети кои што се комбинираат и едните и другите. Значи, многу е битно да се избере соодветниот. Па најважно е да се избере соодветниот. И не може еден препарат да е добар за сите. Тоа едноставно не може. И треба да се користат природните, дополнително, да речеме, што по природните методи. Например, децата треба да се неизбалансирана исхрана, да има доволно витамини, да има доволно минерали, нели? Понатаму да се внесат сите оние нутритивни компоненти кои помагаат во имунитетот. Наједноставно D-витамин. Значи, за жал, ние сме земја со многу сончеви денови, негде околу 250 сончеви денови има во нашава држава, а у суштина ние сме дефицитни од витамин D. А D-витаминот е еден од, вака сега ќе речеме, многу едноставните препарати кои што можете да го земете, а многу добро влијае на имунитетот. Имаме гледач, ќе му дадеме предност со неговото прашање. Добар ден за него. Ало? Во програма сте, повелете. Добар ден, едно прашање до докторот. Дедо на 2,5 годишно внуче. Ало, добар ден. Да, ве слушаме, вие сте дедо на 2,5 годишно внуче. Да, оди в градинка. Па така, кај што слушам разговор, значи често така заболува. Па ме интересира му има дадено сумамет. На колку време, да речеме, во текот на годината може да прима сумамет? Така, добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Пријатен ден сенам, зашто така почесто, па неколку пати му дадено сумамет. Така, па сега вие сте во дилема дали овој антибиотик може да се дава така често на таа возраст. Ви благодарам за вклучување во програма. Пријатно. Значи, сумамет, азитромицин, тоа е хемиската супстанца на тој антибиотик. Тоа е у принцип одличен антибиотик. Тука нема дилема. Тој антибиотик дури, сега еве да кажам, да знаат гледачите, дури сейфти кај трудници, значи безбеден. Меѓутоа, како и другите антибиотици, кај нас има една приказна дека е јак антибиотик. Секој антибиотик е јак или слаб на свој начин. Значи, имаме антибиотици кои што делуваат према причинителот кој што ја предизвикал болеста, имаме антибиотици кои што не делуваат. Например, има, да речеме, некогаш некој антибиотик, значи, да речеме, го спомнавме преска стафилокок, ако е он отпорен на некој антибиотик, тогаш тој едноставно нема да делува на него. Но сумамедот, односно азитромицинот е антибиотик кој што обично во педијатријата се дава кај релативно позначајни бактериски инфекции. Значи, дали се работи за воспаление на уво, дали се работи за запаление на плуќа, посебно тие неспецифични микроорганизми што ги велиме, легионела, микоплазма, има такви. Обично се дава во такви ситуации. Било кој антибиотик даден е чиста вирусна инфекција, едноставно нема да има никаков ефект. Дали може да се повтори? Да, може да се повтори ако има потреба. Значи, ако кај едно дете се појавува таква инфекција која бара да му се даде таков тип на антибиотик, ама се повторува, тогаш пак треба да се испита имунитетот, да се види докаде му е имунитетот на детето и што треба тука да се направи. Докторе, понекогаш кога децата често се разболуваат во градинка, добиваат совет од педијатрите да направат пауза од извесен период, пред повторно да продолжат со градинката. За колкава пауза обично се работи? Што советувате? Колку време треба детето да паузира од градинка, доколку многу често се разболува? Ја искрено да ви кажам, им викам да не прават пауза. А вие велите да не прават? Вие сметате дека нема потреба за такво нешто? Нема потреба, затоа што ние, значи, пак ќе се вратам на она што е клучно кај секое дете. Значи, клучно е да градинките имаат помали групи, повеќе наставници. Но тоа го немаат. Али тоа го нема, да. Но бидејќи го нема,
да децата кои што доаѓаат сепак не доаѓаат во најактивната фаза на болест, да речеме. И ако едно дете почне да се повторува инфекција по инфекција, да кажеме, во тој случај проверка на имунитетот и давање на некои помошни лековити средства, лекови кои што ќе го стимулираат тој, ние велиме ТХ1 дел од имунитетот. Има таму ТХ1, ТХ2 кои што треба да се перманентно во баланс. Што е во тој дел интересно? Почесто можам да ви кажам дека се разболуваат дечиња кои што се хиперчисти. Кои што не се претирува дома со хигиената. Да, кои што не се стимулирани, што велиме антигено, нели со микроорганизми, за да го билдаат имунитетот. Во хиперчисти средини има повеќе алергии. Типичен пример ви се скандинавските земји, каде што во значаен пораст се алергиските болести, затоа што овој дел од имунитетот кој што се бори против инфекциите е ослабен, а во средини како што е нашата држава, па и на крај на денот цел Балкан, каде што има репетирачки инфекции, има алергии, ама се помалку присутни отколку, например, да речеме, од скандинавските земји. Имаме гледач, да го вклучиме во програма, да му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до докторот и спикерката. Повелете. Ве слушаме, кој е вашето прашање? Едно прашање. Така. Внучето беше во градинка до сега е прво оделење запишан. А од прошла година, од декември месец, па октомври, декември и до сега нон-стоп кашла. Тоа не е мислам, не е да кашла постојано, него повремено. Така? Во текот на денот еднаш, два пати ќе се накаша, а почесто и ноќе, и сме го носеле на доктор, неле, кај матичната, потоа во Котле го носевме и таму му дадоа некои дезодоранци за алергија као. И тоа го примаше, но и ништо не му помогна, и на тестот за алергија немаше ништо не покажа. Значи понатаму кашла. Тоа ме загрижува сега, така, што и понатаму кашла, а прво оделење не знам што да се преземе така, сега. Така, барате совет за конкретниот случај. Дали може да се снима плуќа или нешто? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторе, што советувате кога има упорна кашлица кај детето? Ова е состојба која што ја имавме многу често последниве месеци и предходнава зима. Значи, прво да кажеме дека кашлицата сама по себе не е болест, него е еден одбранбен механизам на телото да го исчисти секретот што го има во белодробието, значи да се исфрли. Меѓутоа, кашлицата може да се појави од повеќе фактори. Како сама кашлица може да се појави од алергија. Значи, кај ова детенце испитува на алергија и треба сега, бидејќи е прво оделение детето, треба да се испита алерголошки и на храна, и на тие инхалативни алергени што ги велиме. Значи, може да е од алергија, може да е од некоја неспецифична инфекција, од некој и она што ние го имавме, тоа беше многу дечиња имаше со еден вирус кој што се вика РСВ, значи респираторен синцитиелен вирус, кој што знае да направи кашлица која трае 6, 7 па и 8 месеци и едноставно, највака народски кажано, да ги полуди родителите. Ако е така, тогаш се даваат лекови, значи ако е таква инфекција, тогаш се даваат лекови кои што делуваат контра самиот вирус. Значи треба да се докаже апсолутно, да, треба да се направи. Да, се извините што ве прекинав, но сакам да кажам на бабата на ова детенце дека сепак треба да се направи комплетно испитување, значи не само за алергологија, микробиологија, иста така има сега нови техники на докажување на микроорганизми, не со класичен бриз, со тие PCR технологии како што беше за короната, и брзо се добиваат тестови и се добиваат и вирусни, не само бактериски. Докторе, некои имунолози советуваат, доколку детето пречесто се разболува, да не биде запишано во градинка до 3-та година.
Што велите вие? Знаете, значи нема правило никогаш кај секое дете е нормално приказна за себе, но колку покасно го упишете во градинка, толку е по-тешка адаптацијата во градинка. По-тешко се адаптира детето во градинка. Ако детето влезе во тој процес на градинка, да речеме на возраст од година, година и пол, целата адаптација по мене иде побрзо и навиките после идат подобро. Има дечиња кои што се запишуваат и на 5 години, меѓутоа мислам дека е тоа навистина многу доцна. Колку порано, толку подобро. Некои родители поради честите разболувања во градинката се одлучуваат детето да им го чува или баба, дедо, или пак ангажираат жена за како логистика во домашни услови. Што велите за тој пристап кај болежливите деца? Тој систем баба дедо систем, нели режим систем кај нас функционира. Пак ќе речем и во Македонија и на балканскиот простор. Тоа поише ги радува бабите и дедовците, тоа е дефинитивно така, они сакаат да ги чуваат внуците, сакаат со нив да се. А и родителите се посмирени кога нема да бидат постојано по педиатри, така? Во секој случај. Да, тоа е еден од начините како може да се, да речеме, ако се работи за дете кој има веќе нарушување на имунолошкиот систем, пример, и има чести инфекции, тогаш навистина треба да, во таков случај треба да се ограничи одењето во градинка одреден период, нели, додека се стимулира имунолошкиот систем, додека тој созрее и така натаму, тогаш е евентуално тој систем на чување нема друг. Тоа е тоа кое што треба да се направи. Меѓутоа во таква ситуација им советувам на дедовците да ги учат децата да играат шах. Тоа е одлична игра за мозокот. Така, за ментален развој, меѓу другото. И меѓу друго за забава во домашна средина. Али да не им попуштаат на внуците. А тоа е малку потешко. Тоа е најтешко. Докторе, ви благодарам многу за денешното гостување. Благодарам. Некои родители понатаму ќе имаат дилеми дали со изложувањето на детето на вируси и бактерии во градинка на вистина го градат имунитетот, бидејќи се постојано под антибиотска терапија. Дилемите се на вистина големи. Еве, како заклучок, што советувате? Како заклучок сакав да се вклучам, да завршиме. Значи, ние треба да го земеме, не треба многу да, ајде така да кажам, да измислуваме, треба да земеме некои модели кои што се ефикасни. Прво, децата во градинка треба да се повеќе во надворешниот дел, значи надвор, не во затворен простор, без оглед колку е топло или ладно, нели, колку е ладно. Како во скандинавските земји, на дошти, на снег, што играат. Јас гледам дека деца денеска во амбуланта доаѓаат деца кои, значи, на 30 степени температура, облечени како да се качуваат у маврова или на шапка на скијање. Значи, треба да се расоблечат, треба да се навикнат. Едноставно, децата кои што спијат во соба која не е превише греена, се поздрави, побрзо им билда имунитетот. Значи, преголемата температура исто така не е добра, претоплено дете. Значи, треба да ги прифатиме тие здрави навики што ги имаат од некој, посебно ги спомнавме скандинавските земји. Таму децата спијат надвор, значи не унутра, она дневна дремка. Макар и да е ладно. Тоа кај нас тешко може да се спроведе. Тешко. Едноставно менталитетот е поинаков, па тешко се прифаќаат вакви работи, но ете, убаво е да се знае дека со мали промени би се постигнале големи подобрувања во имунолошкиот развој на нашето дете. Докторе, ви благодарам многу за гостувањето и за сите појаснувања поврзани со честите разболувања во детска возраст кај децата што посетуваат градинка. Благодарам. Почитувани, ова беше се во денешниот магазин за родителство 0+ месеци на телевизија Тилма. Сите оние родители што имаат дечиња што сега поаѓаат во градинка и посакувам лесна и брза адаптација и секако добро здравје.